Почитувани гледачи, повторно добро утро на сите вас кои сега се вклучувате на програмот на К3 телевизија, а ова е второто издание од утринската програма Нов ден. Денеска имаме многу занимлива тема, а интересни гости во нашето студио, па да почнеме со почеток да ги представиме. Имено темата за која што сакам да поразговараме денеска се домашните миленици и се разбира еминентна особа за тоа зашто може да ни каже нешто повеќе, да ни ги даде одговорите на сите наши прашања, е господинот доктор Стефан Златановски, доктор по ветеринарна медицина специјалист. Добро ни дојдовте и добро утро. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. И вториот гостин во нашето студио е Мартина Тоневска со незиниот миленик, а тоа е германскиот шпиц, во оригинален назив патолјас германски шпиц или померанц, така наречен пом-пом. Добар ден и добре ни дојде. Инаку името на твоето милениче е Миша, така ли? Да. Колку е големо, колку е возрасно? Па сега на 1 декември треба да полни 4 години. Значи тоа доаѓа, докторе, во нашите човечки години, по 7 години е една, значи 4 кога би наполнил има 28 години. Да, така така е. Значи тоа е еден возрастен дечко. Така е. Да започнеме со разговорот. Многу е битно кога е вистинското време за да се внесе домашен миленик во домот или да се донесе одлуката за да се чува. Што е потребно? Каква одлука е потребна и кога е вистинското време за да се почне со одгледување и сочување на домашен миленик? За почеток само би сакала да зборуваме многу повеќе за кутрињата, затоа што во нашето поднебје повеќе си ги чуваме мачињата и кучињата, но некако кутрињата не се така поомилени, да. Виде така ова прашање не е така безазлено што си кога да се донесе, тоа нормално во одлука со фамилијата или со договор. Јута тука треба, значи многу обазриво кога ќе земеме домашен миленик. Значи ние треба да видиме една врста на родител во наредните, да земеме на обврска во наредните 10 до 20 години, куќето некаде живеат пред тука е неговиот век. Така. Значи треба добро да се размисли. Уште една работа кога ќе се одлучиме да земеме миленик како куќе, треба да размислиме за која раса, да не дојде после до разочарување. Дали сакаме од големи раси, мали, да сакаме темперамент, дали ќе и зашто ни е потребно куќето и колку имаме време. Сега во време сме опфатени со обврски, а куќето си сака своја нега и мора да бидеме присутни своје внимание. Два пати, три пати дневно треба да се шета, да се изведува, не сака да биде во затворен простор, да сака внимание, тоа е емотивно животно. Сигурно. И затоа треба многу обазриво и внимателно кога ќе се реши. И многу е важно. Прифаќаме обврска да бидеме родител на наредните. Уште еден член имаме во семејството, нели? И многу е битно дали е во прашање стамбен објект, дали куќе со двор, и тоа е многу важно во одлуката, бидејќи помало кутре се чува во стан, нели, поголеми кутре. Тоа изискува и оптеретување на куќиот буџет, да се негува од вакцини, од шампони, чистење, бањање, плюс она време кога треба да го одвоиме за него, значи да во кои услови ќе го чуваме. Се разбира, многу е битно кога веќе ќе внесете домашен миленик во својот дом, многу е важно си постои одредено годиште, како што е и кај децата, како што е и кај сите нас, нели, воспитување и сега оној дел на дресурата, на учење како кога да го земеме, до која возраст. Која возраст. Ако имаме повеќе време да му се посветиме и сме слободни, че може да се земе со 2 до 3 месеца. Ако немаме, значи до кога ќе заврши доењето, да го земеме покасно, значи со месец и пол, 2. Добро, а кога би го земале миленикот, да кажеме, после 2,5 месеци, кога му престанува доењето на кутрето, значи, која возраста кога треба да се воспитува и да се дресира, да кажеме, кутрето? Па тоа веднаш после земањето. Па веднаш, осетува си, има свој кут, пошто
нема, неговата мајка нема, вие презимате улогата на родител и секои навики што ќе ги стекнува тоа почнува веднаш од презимањето, значи веднаш од неговото презимање. Се вели, кутрето на 4 месеци е некаде возраст како 6-7 годишно дете што поаѓа во училиште. Од 4 месеци би било, колку што јас имам прочитано, колку сум упатена, се консултирам со вас. Значи, тој негов период е исто како детето кога поаѓа во школата и тогаш почнува некои работи, а не само што ги слуша, туку да ги помни. До 4 месечна возраст не може да помни, бидејќи е малечко. Значи, најубава возраст е таа, од 4 месеци па нагоре. Тогаш почва да ги прифаќа навики, онда може да доаѓа до каснување, онда со некои навики кои со одбивно, значи не со малтретирање, не со тепање, значи мора да биде не казнувано, него да биде опоменувано за оние работи кои ќе ги прави, така тоа ствара навики, или да кажеме за своји физиолошки потреби се стварат навики, уште од малечко тоа има потреба, веднаш после јадењето да ги врши своите физиолошки потреби. Ако тоа го направи во станот, ќе биде опоменато, нема да биде галено мажено за да створи своја навика, за тоа го прави на одредено место. Дали е правило дека сите расни кучиња може да се дресираат или постојат одредени раси кои многу тешко примаат дресура и покрај тоа што се предвидени да се чуваат, да кажеме, во домашни средини? Например, како што е, да кажеме, доберман, лабрадор и така намалу. Дали... На почетоков реков, значи, кога бираме куче за домашен миленик, треба да знаеме што очекуваме од тоа куче. Значи, дали сакаме куче чувар, дали сакаме куче кое е темпераментно за прошетка, за забава, да ни го исполнува времето, ипак дури кучињата се дресираат одредени раси, да кажем, се дресира како немачки овчар, кои помагаат на глови, ретривер, лабрадор. Денеска се користа дури и за во болница, каде имат кои се параплегичари, каде што има успех во присуство на самото куче, обично ретриверот и лабрадорот, каде има помогнато до побошување на здравствената состојба на некои пациенти. Така да треба да знаеме зашто ни е потребна куче, дали ќе биде чувар, дали тоа ќе биде ловачко куче. Да. Дали само миленик за да не биде дома. да човек го зедов, а после тоа не би ги исполнува моите жалици. Многу внимателно пак ќе одбереме куче за што сакаме и како сака, дали према карактерот на човекот. Сигурно. А најчесто некако по она што имаме видено до сега, барем ја што имам искуства, дека некако собствениците си ги бираат милениците по нив, па дури со текот на времето почнуваат и да личат, нели? Па дури и фризурите им ги прават да личат на нив. Секој куче личи на својот сопственик, така треба и карактер. Баш така, да. Сега е она интересно кое што мене, да кажеме, лично ме интересира, што со исхраната. Некако сите ние, кога имаме домашен миленик во домот, некако сакаме, точно го третираме како член во семејството. Да. Па до оној степен си спие со нас, живее со нас, се дружи со нас, се шетаме, значи како член на семејството. Сега во прашање исхраната. Сега сакаме да му дадеме од се да проба што јадеме и ние. Се разбира дека посебно кога зборуваме за расните кучиња, е многу убаво да си има посебен режим на исхрана, посебна храна. Во таа храна си постои витамински додатоци, се што е потребно на едно кутре од таков тип. Но колку е погрешно домашната исхрана или онаа храна специализирана за кутрињата? Што мислите вие? Не е погрешно и домашна храна, но тоа да биде избалансирана према потребите на куче, си имате со своји потреби, свој метаболизам. Тоа е месош дел од прилика. Тоа секогаш од памти век уназад од човечкото постојање, тоа е пратеник на човекот заедно и припитувано од канис фамилиари, си укрстувани, припитувани за разни потреби на човекот. Сакам да напомнам дека кучето не е канта за отпадци. Че она што ни остане, да му фрлиме. Мора да се спреми према неговите потреби, према врста, раса на куче, големина, да се спреми, а и сега имаме поново време изворени готови храни, така што има од најмала возраст до за неговите во минерали, во калциум, за неговото развој, така да може да се најде во продажба готова храна, која ни ја олеснува работата и врската што да му спремам денеска. И да му дам. Па на крај крајеви сепак тоа е личност и тој самиот ќе се одреди кутрето што сака да јаде, што не сака. Самото ќе се створи режим на исхрана. Претеруваат со некои колачиња, и онда доаѓаат овие
дури дава чоколада која не смее да се дава, бомбони, кекси. Значи, тоа може да направи некои метаболички пореметувања, да имаме гојазност, проблеми со диабетес. А благото за видото, нели тоа е проблемот? Да. Значи, Му пречи разни на метаболички проблеми кои може да најде за она што не е природно, што не треба да го јаде кучето. Да. Ајде да се одмориме со малку музика, па покасно ќе продолжиме со разговорот. And if you wanna stay, tell me you wanna stay. And if you wanna go, tell me you wanna go. The secret lies within, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. I'll take you in my world, show you what I mean. For all the things I've done, I'll give you all within. The secret lies with us, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Продолжуваме со разговорот каде темата ни се домашните миленици. За правилен развој и здраво и среќно домашно милениче е потребно да се консултираме со лекар, поточно со ветеринар. Колку е потребно? Дали 2 пати годишно, еднаш годишно да се консултира лекар? Но за почеток кажете ми што е се важно за едно здраво кутре? Од вакцинација па се поред. Па кучето кога ќе наполни негде со 3 недели, треба да основно што треба да биде очистено од паразити, односно се врши дехелминтизација. Така, тоа е првиот третман на кутрето. Првиот третман, а потоа доаѓа вакцина, кој многу луѓе вика дали е обавезна, дали има вакцинација од паровироза, најчести болести кои најчесто прават проблеми и висока е смртноста, успешноста на лекување мала, тоа се познати од штенечак што го се толга, тоа е фебрис инфекциона канис на латински. Тоа е една од најопасни кучиња кој прави голема смртност, 80%. Ние како лекари многу малку имаме успех во лекување кога ќе дојде до обелување. Тоа е еден пантропен вирусно оболување кој напаѓа
која напаѓа дигестивниот тракт, пулмоналниот тракт и дури и централниот нервни систем. И затоа многу обавезна вакцина, многу штета таман кога ќе го исчува куќето негде на 6-7 месеци до зафаќање од овој вирус. Добро. Затоа е потребна таа вакцина, значи негде со кога ќе наполни 2 месеци. Добро. Значи во 8 недела, а ревакцинација по 7 месец дена. Значи да го потврдиме имунитетот, да бидеме сигурни дека нашето куќе ќе да биде заштитено од овој вакцини. Тоа е не само фебрис инфекциона канис, туку тука спаѓа и хепатит, лептоспироза и парвироза. Обично вакцинираме, од моје искуство, до сега немам проблеми. Така. Значи многу малку ретко појава да пробие имунитетот. Негде, значи таа шема сега секој производител зависи од врста на вакцини, некој препорачува 4-та недела, 5-та, па ревакцинација. Дури некои ги вакцинираат, се препорачува по време да биде и мајката вакцинирана додека е скотна. Уште да го пренесе, да го појачаме тој имунитет. Тоа е таа вакцина се во дилема, вика докторе дали тоа е обавезно. Тоа не е обавезно, тоа е оставено на собственикот, меѓутоа знаат проблемите. Таман го исчува куќето ми умне, го лекувавме инфузии, значи многу, реков, 80% е смртноста, поготово од фебрис инфекциона канис, оно што така популарно уште не чак. И до која завршиме со таа вакцина, онда потоа нормално нега, четкање, шишање, исправена исхрана, до 6 со законски обавезна вакцина, доаѓа во 6-тиот месец, кој е пропишан со Закон за ветеринарно здравство, вакцинирање од податата зооноза беснило која се пренесува и на човек. Значи, тоа е пропишано скоро во секоја земја во светот со закон и мора да биде вакцинирано барем секоја година. А дали е вистина тоа дека тој тип на вакцина делува малку покомплицирано на кутрето или кутрето ја прима на некој полош начин? Да би делува сигурно не би ја давале, некако не би ја препорачувале. Меѓутоа, може би куќето кога ќе се вакцинира, пред да вакцина треба да биде прегледано, дека да не е под температура, да е добра здравствена исто како и кај децата, треба да е здраво. Нормално под температура. И сега некои колеги се вакцинираат или сами собствено инсистира, утре нема време, дај да го вакцинирам, без да го примети дека овие 2-3 дена нешто не е било во ред, значи после покачена температура, тога може да дојде до некои други проблеми покрај тоа, не од вакцина. Добро, а што со антибиотиците, со антибиотик терапијата? Со примање на инекција, затоа што имам слушнато дека лошо реагираат кутриња на антибиотик терапија. Не знам во кој смисол лошо реагираат, антибиотици се замери во лекување терапија на било кој метаболички пореметај, само да биде правилно одреден антибиотик, значи не во секој случај антибиотик, може би не е за, значи ние секој кога видиме дека куќето ни е нешто невесело, немој влажно носето, не мора да биде тоа некоја озбилна болест. Тоа може само да биде можда некоја банална проблематика, да кажем, како што не е проблем со инвазија на паразити, болви, да го не биде ние одма паника, ама даваме да го носиме и да причинаме, значи. Сигурно. А добро, кога веќе сме тука да кажеме што со болвите и со крлежите, значи една од многу опасна појава се крлежите. Крлежите да, и се преносители на многу вид на заразни болести од куќето на човекот. Превентива кога ќе доаѓат пролетните месеци сега, есенските, значи сега скоро цела година, таква ние со промена климатските услови се подолго присутни кај куќињата. Значи пред да биде, значи мора да биде исчистено, има разни препарати, репеленти, значи се стават огралици, имат репеленти кои се стават, се укапуваат на вратот. Кој начин е најефектен спрема вас? Дали ампулите или ефикасно е, само мора да биде таму пишува дека тие штитат некои 3, некои 4 месеци до 6, и тоа мислам дека на секои 3 месеца биде да биде за во совет со ветеринарот кој препарат да го изобереме, дали огралица, дали шампон, дали со укапување на некои репеленти кои ги има разни производители, сега да направиме реклама, дали се баеви, дали се. Така. Добро, бидејќи ова кутрето што го имаме во студиото, имаме една снимка со кутриња. Така, тоа сега може да биде. Сега снимката е чувано во стан, негувано, меѓутоа крпење од болвите се присутни и разни од мачки, скитници, кои ги оставаат во тревата. И тој така доаѓа до витамин. Тоа кој е заштитен пред да биде изведено куќето во
шетњава во пролетните делови у паркот, сигурно нема да биде инвадирано. И секој приметување, и сепак може да дојде да приметиме некој крвеж, и тоа, значи, не треба да чепкаме сами да дираме, значи, ќе се јавите на матичен лекар, ќе ви посоветува или да дојде тој директор да го отстрани, или ќе го донесете во клиника кај него, да го тоа страни. Обично, луѓето со пинцета да му го изведат. За жал, тој има некои специфични кукачки кои станува, кои може да направи многу проблеми после на кожата, како од алергиски тип, екцем, значи упала, остануваат во самата кожа. Значи, треба да биде премачкано со како прва помош, да не мора за еден крвеж да си иде кај ветеринар. Значи, може да биде натопен со етер, да ги тој опушти своите пипчи кои ги се закачени во кожата и тогаш да биде нежно изваден. Да не остане резив. На тоа место, ако на сила биде изваден, останува значи на тоа место више длака нема да има, значи малку естетска проблем, значи ќе нема длака како точка или поголема ако се поголема. Зошто нема длака? Затоа што крвеж го штетува ако биде изваден на сила. Че тука епидермот на длаката се оштетува и на кожата. Тука више нема. Кога веќе сме кај длаката, да кажеме дали проблем со опаѓање на крзното кај кутрињата. Значи, колку во текот на годината кутрињата се митарат? Па, кутрињата се да кажеме, еве, овој тип на кутри, кој што е со долга длака. Па тоа се на 2 до 3 месеци може да е менува, да зависи од начин на исхраната, метаболички процес, некога може да имаме, не значи ако се тоа му опаѓа длаката дека некој проблем, значи сасвим природно си ја менува со чешање, значи секојдневно треба да биде негувано и често да ја обновува своја длака. И ако некој се јави зголемено опаѓање длака, значи мора да се советуваме со ветеринар да прегледаме да не е некој метаболички процес, недостаток на витамин Б комплекс, на некои витамини, значи не може да биде и од неправилна исхрана, така да тие проблеми се чести. Добро, ајде сега да преминеме на нешто интересно. Годишните одмори завршија, но сепак би сакала да подсетам да ги известиме нашите граѓани што е потребно. Сите ние сакаме кога ќе заминеме на годишен одмор, немаме каде домашниот миленик да го ставиме, а и никој не прифаќа да се грижи за него 15 на ден и си го носиме со нас. Што се е потребно? Од транспортерот, значи од самото патување, да му биде пријатно патувањето на кутрето, што е со нас, каде треба да спие и на кој начин да се истретира таму. Но пред да замине, што е потребно? Пасош сигурно. Да, пред да замине куќето обично некои знаат кои често патуваат и имаат искуство, знаат, тоа некои што прв пат взимаат и треба да заминат, да кажеме сега или покасно, да една информација дадеме да мора да е куќето кога се треба да замине, мора да се обрати кај својот матичен лекар. Така? За да ветеринарот го прегледа дека е во добра здравствена состојба, да ги донесе документите од сите вакцини кои ги има примано. Значи обавезно да биде вакцинирано од бестило, без тоа не може да помине. И со новиот закон на Европа поодамна, ние од пред година дена го воведовме пасош за, значи личен документ за куќе кој во него се одржи дури се става слика, не е обавезна, значи име на собственик и нова работа е кој мора да има преку граница, не може да помине кој нема микрочип, значи куќето мора да биде микрочипирано, тоа обично се става на лева страна на вратот, тоа е банална работа, не се плаша дека е болно, стресно, мислам тоа не е. Значи мора да има микрочип, кој е чипиран, кој кога ќе го со детектор на граница прегледа, значи излегот сите податоци за куќето кои вакцини примено што има. Основно што треба да има за да ја поминеме границава, документи, мора да издадеме ние како матичен лекар сертификат дека куќето е вакцинирано, одбеснило и му издаваме сертификат за добра здравствена состојба. Потоа се оди кај официјален ветеринар, односно инспектор, ветеринарен инспектор, кој ќе издава на основа на нашиот сертификат од матичниот лекар, издава меѓународен сертификат со кој се потврдува дека куќето е здраво и може да оди преку граница. И сега има некои проблеми, треба да се прати на интернет, дали со консултација со нас ветеринари, дали со официјалниот инспектор, некои земји имаат своји правилници. Кажеме, во Норвешка до некој време беше забрането на скроз да може да увезеш куќе. Значи мора посебно одобрување за да се оди да може да влезе. Некои земји има, ако сака да го продаде куќето, имаат карантини, некои 6 месеца, некои 3, значи правилници од земјите. Меѓутоа усталено е, имаат некои правилни Грци, ми рекува дека некои мои пациенти, клиенти, дека
куќето мора да биде дехелминтизирано најмалку 15 дена пред да влезе во значи во тоа? Грција. Чистење од паразити. Добро. Значи мора да биде чисто, значи не покасно. Обично правило за чистење од паразити го практикуваме кои ги чуваат во становите обично на 3 месеца или 6, овие кои се овчарски кучиња надвор се ставени на годишно законски. Така. Тоа се од некои потребни документи, значи чипирање сега поново мора да има циклусот закон, кога ќе се вакцинира со обеснил мора да биде чипирано, да му се издаде пасош, во каде ги имаме сите податоци на собственикот, име, презиме, дури се пишува боја на крзното, име, презиме, број телефон, сите податоци, кои тоа е со детектор на микрочипот се откриват сите. И ако направи дури некогаш кучето, некој бење може да предизвика да издаде некоја когошка на комшијата. По Интерпол. Чиве кучето собственикот ги јасно носи сета одговорност, може чак да сега по време да предизвика и сообраќајка, да прекочиме, да имаме кој ќе ги тие. Да, кривично тоа е гонето, тоа ставено сигурно. ради одговорноста. На собственикот треба да внимава. Така, кога сме веќе кај кривичната одговорност, што со кучињата кои што се трујат? Со труење на кучиња, која е таа законски дел? Дали постои законска казна која Па, недостаток гонат во нашето друштво, недостаток на разни регулативи и начин на собирање на скитници. Значи, ние имаме собственици неодговорни кои земат куќа, потоа го пушта, што е до некои земји дури прекршно, па и кривично одговорност. Значи, куќето, ако не сакате веќе да го чувате, имате разни издруженија, кај можете да го дадете. Така. Колку функционира кај нас? Кај нас тоа многу малку. Не функционира, ве гледате во наше Куманово. Па каде да ги предадеме нема ги. Кучињата, точно. Тоа е работа. А опасност е голема опасност. На комунална инспекција, на целото друштво е проблем кој треба да се поземава поозбилно. Да. Тоа е ставено вака некако стихиски. За жал. Да, за жал, точно. И сега, една од најубавите теми за разговор е кучињата и дечињата. Така ли е? Мартина, дали доволно време посветуваш ти на твоето кутре? Па да, некогаш и премногу. Колку пати дневно излегувате? Колку пати го шеташ дневно? 2 до 3 пати дневно. Дали е темпераментен и какво е како кутре, да ни го опишеш? Па, каков темпераментен? Дали е послушен? Па послушен е кога сака. А кога сака е послушен? Кога сака. Добро. А дали го изведуваш надвор? Значи сите не физиолошки потреби ги обавува, предпоставувам, надвор. Да, надвор. На кој начин го бара тоа? Дали кога ќе задоцниш некогаш, тој сами одбара да излезе кога ќе му дојде време? Сами одбара, стои пред вратата, лае, вика, прави се што сака за да го изведе. Значи време е за тоа, за прошетка. Да. Добро, а дали е здраво кутре? Дали е подложен на наснимки, на прелади, на... Па да. Или појаке малку? Па, кога како? Дали има кога се вируси, грипови, дали е подложен на тој таков период во зимно време? Ова е зимско куче, предпоставувам. Да. А значи зимата за него е најубавото време, но тогаш сепак е домашно куче, живее во домашни услови и гриповите вирусите се во домашен амбиент, значи исто се пренесува и на него, колку што предпоставам. Дали е во тој период добар или има настинки? Па има настанки, но мали. Многу кратко му трае. Но тој е појак и ги поминува побрзо. Да. Дали го бањкаш и на колку време? Па на 1 месец. На 1 месец во текот на целата година? Или само во летниот период? Па во летниот период. Во зимскиот е ладно, нели? Да. А го четкаш ли постојано? Да. Дали сака тоа да го правиш? Сака. Да. Многу. Дали е дружелюбив со другите кутриња, со другите животни? Не многу. Не сака многу да се дружи? Не сака. А со мачење предпоставувам никако, нели? Никако. Добро. Има една... Ако може, Да, повелете. Во контекстот од почетокот кога зборевме како да избереме, ви прашал како баш до ова куче, до ова раса, што одлучи? Да, па точно кој одлучи за ова, за да го
Што беше го внимателно која... Пресудното да се одлучиш за оваа кутри? Па кога го видов на интернет, беше многу убавко, малецко. И кажав на мајка ми, сакам да ми го купи. И таа ми велеше, може би ќе ти го купа, може би не, ќе видиме. И таа ме изненади, навечер беше, таа ми рече, ќе одам до Скопје, ќе дојдам, ќе ти донесам нешто. И јас си велев, добро, ај поведи ми мене. И таа не сакаше. И ми се јавува пред да дојде од Скопје и ми вели, јас ти носам едно кутре. И јас помислив, оние плишани. И таа ми вели, излези пред врата, ќе видиш какво кутре. И таа дојде и јас гледам го нема кутрето. Во јакната, од јакната го извади кутрето. И јас го гледам многу мало. Го оставивме на трчка. Па тој е малечок и сега и претпоставам дека уште помали бил. Тој има вид за плишано куќе, анегдота, почеа да го застава и гледајте куќето не сме да биде напред, мора да биде позади. Ама тоа е плишано. Не ме интересира, има казна да платите. И за плишано кутре си има казна, Мислам дека некоја врста на раса. Сакам да прочитам некои работи, кои ги прочитав, кои се многу интересни. Значи, што е факт, а што е мит? Значи, луѓето што мислат за животните. Например, за мачките. Мачките многу сакаат. И тие доживуваат анксиозност кога се одделуваат од своите собственици. Значи, тоа е некој податок кој што еве веќе статистички има тврдење дека е точно. Друга работа за мачките е дека белите мачки, кои се со белото крзно, честопати се глуви на едното или на двете уши. Па дури ако се со различна боја на очите, ако едното е плаво, а другото е, да кажеме, со браун боја, најчесто окото од страната кој што е браун, на тоа уво најчесто е глуво. Тоа е некој интересен податок. Сега, веројатно, генетски тоа предиспонирано да биде така. Сега, фактот за кучињата. Можат да го намирисаат ниското ниво на шеќерот во крвта, хипогликемија. Тоа е изузетна способност на кучињата. Уште една работа, одредени раси на кучиња што разговаравме пред малку колку примаат дресура, а еве расите на кучиња како германскиот овчар, златниот ретривер, доберман, пинчер, пудлици и така натаму, може да разбира до 250 зборови од сопственикот. Значи, тоа се кучиња кои се користат веќе за повисоки цели. Сега што е мит за кучињата. Температурата на носот на кучето лесно се менува и не е прогностички знак за болест. Јас... На прво си треба да биде влажно носот. Ако е здраво, че не мора тоа да значи, има може да е некој други проблем, али прво огледало е да заради така што викаме. Да, ликот на кутрето е. Но ако е темпераментен, весел. Точно. Ако е живахно кутрето, значи без разлика носето какво е, тоа не е прогноза. 80% случаи го покажува некој метаболички, кој може да биде банален, што рекоме, може да биде од некој озбиljен метаболички пореметај, некоја болест. Така. Или некоја инкубација да е. И за мачките, на мачките им е потребно млеко. Кравиото млеко кај мачките може да предизвика диареја. Нема доволно лактаза, ензим кој што го раствара млекото. Значи, тоа е мит. Така ли? Ми се сложи со тоа. Имам пракса со митерен, мачки пијат млеко, нема. И тоа зависи од температурата на која се дава сега тука, колку и се информација како да е. Многу е битна температура кога се храни, дали ќе се храни, може да биде и температура на храната зготвена, на млекото и на било кој оброк. Може да изазove сега, дали е тука, не е дадено тој податок. Еден податок интересен, не знам дали знаат дека кучињата се раѓаат, рекој како глувоќе се раѓаат глуви, слепи и без заби. Може некој не знае. Дека се глуви, слепи и се раѓаат. После негде 15 ден ги отварат своите очиња. Па добро, тоа може би не го знаат оној тип на луѓе кои што никогаш немале допир со животните, немаат одгледувано, немаат чувано и нормално е дека многу работи не им се познати. Сега со оглед на тоа што јас паѓам во групата на луѓе кои многу сака животни, посебно кутриња, така да многу работи сакам да знам, многу работи сакам да бидам упатена зада кога веќе земам некого на одговорност како што е животно, значи сакам да знам се што е потребно за да можам да му ја пружам и возможам негата, бидејќи ако не ја пружам јас нема кој. Сепак тоа е Ова сега поноврен сега кој ќе земе куќе, сега имаме интернет за таа раса, дори по некои информации кои што ги давате, повеќе знаат од нас, не сме
преусмерени превише на Многу патолошките работи, информации на има се болести. да. Ти информации какво е температура, колку расте, што треба да јаде. Значи, толку си има информации, така да собствениците понекогаш и се информирани Постојано може да бидат за таа информирани раса. за- Значи, да, кинологија имаш многу раси кои сега имат име, се укрстуваат едни со други, така и нови типови на раси, така што Да. кои се карактеристики нивните е тешко да се Сега, прати. децата и кучињата го спомнавме предноку. Дали е здраво да се чуваат кучиња во средина во која што има мали деца? Постои мислење, како што сега зборуваме што е факт, што е мит, дека не е здраво да се има кутре каде што има бебе, каде што има мало дете, тоа е нечисто, тоа не треба, но од друга страна статистиката што покажува, барем на сајтовите каде што можам да видам воопшто за домашните миленици, толку многу информации, има толку многу слики, позитивни критики што има за децата кои што растат со кутриња и сите оние податоци кои што можеме да ги видиме, едноставно неколку ќе наберем само, значи многу побрзо се социализираат кутрињата со децата, многу полесно се воспитуваат. Алергиите многу полесно, дури 50% се побезбедни од алергиите кога се со кутрињата и така натаму и така натаму. Вашето мислење ме интересира. Сосема безбедно да се има куче, дали ќе биде бебе, дали повозрасно дете, значи ако кучето сепак тоа има некои болести кои ги пренесува и на човекот. Добро. Заедно ги делиме. Но затоа Како што постојат читам ветеринарите, зоноз. нели? А ако кучето се што го рековме у претходниот разговор, значи се спроведе од хигиена, од правена исхрана, од чистење од паразити, од болви, значи А и редовни контроли се Па и потребни. ние нели? ако не водиме за себе хигиена, сме значи нека предизвикувач према некого од Така. некоја vrsta боја. Значи кучето нема никаква опасност без значи некој мит дека кучето или мачката се предизвика, значи не треба да бидат заедно. Напротив, рековме дека се користат за чак дори во некои болници Да. за лекување и делуваат позитивно со нивната емотивна темперамент, зависи од кучето, од која поготово е лабрадори, мали кучиња, пекинези кои се знаеме дека порано во кинеското царство се ги користели како за забава, за она време додека се во ратоите им причинувале за забава. Меѓутоа се тоа значи зависи да бидат здравствено во добра Во добра состојба и сигурно. негувани и сите оние кои Да. ги спречиме оние Секој проблеми е кои може да настапат. секој е здраво Добра куче. нега, редовно посетување на ветеринар и сигурно. консултации, значи кои се основно значи 2 пати, 3 пати годишно да бидат чистат од паразити по потреба Да, здраво куче и среќно куче се и разбира. вакцинација. Сега, тога пред крајот на разговорот ме интересира законските обврски на наступствениците спрема нашите миленици кои се. Па, закон ги рековме претходниот закон, значи годишно мора да биде вакцинирано што е ставено во закон, годишно еднаш од беснило и сега е введена и обавезна дехелмитизација, значи годишно еднаш. Собственици кои ги чуваат во становите треба да го прават почесто бидејќи се нон-стоп во контакт со неа, пошто пренесуваат она кучешка тенија, поната и други болести, значи обавезно чистење 2 па и 3 пати годишно од паразити. Да, но повеќе мисле на законската обврска на делот кој го изведуваме во прошетка. А со законот, да, тоа обавезно е и прекршочно е казниво, а мора кучето да има поводник, Така? да биде водено и корпа. Да. Со закон ставаме и прекршочно казниво. Сега ние тоа го правиме дури кога ќе се случи нешто. Играме во нашата А тоа стварност. веќе многу доцна. Ретко кој да го тоа прави, дури е пуштено или нема корпа. И сега имаме некои раси кучиња кои се доста агресивни, кои имаме случаи во Македонија, во Кавадарци, во Да. Скопје, па и во Куманово. Сега дури како слушав дека некој куче каснал некого, таа глоба колку е предвидена со казнениот закон, негде му излегло до околу 3000 евра, поднел и тужба за стрес, отуе. Да, да. Значи мора да сета одговорност јас носи собствено кучето не е криво, когаш ги гриваме кучињата, Да. и тие кучињата се онакви какви човекот и неговиот карактер ќе ги направи. Значи одговорноста треба да ја сноси собственикот за сите проблеми кои ќе ги направи. Сигурно. Баш тоа сакам да ја прашам. Сакам да ми помогнете да го разбиеме тоа мислење што не ми се допаѓа, дека не постојат
добри и лоши кучиња. Значи, кутрето е онакво какво вие ќе го направите. Да. Не ли е така? Дали ќе ни некој кој ги злоупотребуваат, има борби со Е, за борбите на кучиња, значи но тоа, е зошто постоело и не може одамна, тоа сега законски тоа е да се забрането. казва? Да. Некои нехумани работи кучиња, не сега веќе некои друштва не се обавени, значи како тоа се користи за естетски отстранување на опашката и на ушите. Сега више тоа за изложби се третира дури како негативен поен, ако му е сечена опашката, да кажеме, на добермани. Така? Сега некои кучиња се сечени во времето како овчарски кучиња за да полесно се бори со волците, да не му сметаат ушите. Сега тоа е забрането, значи човекот ги прави сите тие работи ради негове, вака ми е повод да ќе му сечам. Сега по нови закон во Европска унија на изложби, значи дури чак и добива и негативни поени ако некој кучиња му е отстранат или купиран опашен. Да. Или ушите. Дали се тоа бъде онако природно како што е. Дали постои нешто интересно од светот? Нешто ново, некои новини да ни кажете, нешто што е интересно, нешто од вашата област што мислите дека може би ќе ни помогне, ќе дознаеме нешто ново, нешто во новини што треба да ги прифатиме, не нови, стари новини, значи да биде што поригорозно казнување на пуштање, да кажеме дури кривично се одговара така на домашните миленици. Да има кучето и решил да го пушти. Дури тоа е нешто дури кривично е третирано, значи самоволно напуштање кучето, што мора да го врати некаде во некоја одгледувачница. Многу тешко ќе се социализира тоа кутрена улица ако е раснето во домашна средина, на кој начин ќе опстане на улица. Тоа не е одговорноста, значи во Европска унија, во светот одговорноста на собственикот е многу голема. Ние овде тоа уште не го правиме. Значи имаме уште невакцинирани кучиња кои ги чува, тај нема да ме казни ова година него, значи за некој. Кучето исто е обврска, не само што е обврска, да се грижите за него. И материјална обврска, значи заради вакцини, на секоја година, одржување на хигиена. Па рековме, тоа е уште еден член во семејството и нормал. Има своја чинија, свое место, кутак што вика, куќарка, одржување, тоа се кошта од шампони за бањање, четки. Тоа е оптеретување, че кога се решиме, само треба да мисли, ако веќе имаме куќе, онда одговорноста треба да биде целосна и да ги спроведуваме тие како што е таму. Тоа разговорот го започнаме така, повторно го завршуваме така. Значи, треба да бидеме свесни дека кутре, кога земаме домашно милениче, тоа е уште еден член во семејството. Комплетна обврска за се, како што рековте и самите. Значи, ако сакате здрава, нормална средина, треба и тоа да биде здраво. Исто да се третира како уште еден член. Податок од колеги во Скопје вика може да се најде во парк расни кучиња од добермани, ротвајлери. Значи, сега имал мерак да го земе кучето. Меѓутоа со некој време почне школа, обврски, нема кој да го шета кучето, тоа мора да излегува 2 пати, па 3 пати, 4 пати дневно. Тоа сака да излега, да се дружи, тоа не е играчка, не е пришано. Да. И пораснало кучето, го зеле голема раса која треба се храни, оптеретување на кучето од буч, ај ќе го пуштиме у парк, па некој може би ќе го земе. Тогаш треба да има чип, се открива кој е собственикот, глоба, казна, тоа дури кривично се одговара во некои земји. За самоволно напуштање на миленица. Сигурно што не е убаво. А јас би сакала тука некаде да го привршуваме разговорот, имаме уште малку време, да ве прашам вас дали вие имате домашни миленици? Јас моментално немам, бидејќи живеам во стан. Така. Моите деца многу сакаат кучиња, тато кога ќе дури до плакање е било. Викам кога ќе направиме куќа, тоа ќе има куќа. Сепак јас и може да едно зборувам, друго мислам, сега немаме време. Од тие разлози, тие студенти на факултет, другите вика им, како се нема ни сега оставаат несредено, необрзни, ја немате време за себе си, ја седите својата соба, не кучето, тоа сака нега и затоа немам кучето. Да, веќе си е Иначе тие се во душа, ги сакам и денеска, да зборам за мојата професија, да се биде ветеринар на Балкан е тоа да бидеш фанатик. Тоа е благородна професија, да ви кажеме. 24 сата и уште едно кога ќе бирате, да кажеме, матичен лекар, не мора јас, добро се консултирате кого да изберете за своето милениче. Значи, дали тој доаѓа на куќна посета, дали секогаш е расположен за разговор, дали може се дали јавите во еден, заинтересиран воопшто за вашиот миленик како? Во 3 преку ноќ, значи се успаничени, зашто и како некогаш од балнани работи, значи да го одберете дали да после немате непријатност, па тој не сакаше да дојде. Тој си има секој ветеринар си има
Секој клинак си има свој правил на работа. Некои доаѓаат куќна посета, некои работа 8, некои работа 24 сата, се достапни за своите клиенти. Значи и тоа треба да се размисли. Така. За кого ќе се консултирате и ќе го негува вашето и ќе мисли за неговото здравје. Сигурно. Мартина, дали ти се грижиш доволно добро за твоето кутре? Па да, доволно добро. Дали го посетува својот лекар? Твоето Да, кутре? посветува. Редовно? Посетува, да. Па реално. Секој втор месец. Дали ќе му славиш роден ден сега? Кога рече дека му е роден ден? На 1 декември. И колку полни? 4. Браво. Торта ќе му направиш ли? Може би. Највато ќе бидеме ние повика. Се разбира, сигурно и ние. Почитувани гледачи, тоа беше она за што сакавме да поразговараме малку повеќе денеска. Ова е една тема која е многу дискутабилна, многу работи има за кои можеме да кажеме, не можеме се во една емисија. Јас се надевам дека ќе имаме можност, ќе имаме прилика многу повеќе да разговараме и многу повеќе емисии, не само за кутрињата, и за мачињата, и за сите оние домашни миленици кои што ги имаме во нашите домови, но со оглед на тоа да во нашата средина, во нашиот град има многу повеќе кутриња, затоа и во оваа прва емисија ги одбравме кутрињата, што не значи дека не ги сакаме и другите кутриња. Докторе, јас ви благодарам за вашето учество. Ви пожелувам убав ден. Благодарам. Ви пожелувам успех во работата, сите оние новини кои што ги има од вашата област. Се надевам дека ќе бидеме известени, ќе не повикате да поразговараме, да видиме што се случува во светот на иновациите, а во светот постојано се случуваат некои нови работи. Сакаме сите да ги дознаеме, не сме во можност, но барем ќе се потрудиме еден мал дел што се однесува до она што директно не интересира за животните. Уште еднаш ви благодарам. Мартина, ви благодарам и на вас што дојдете со вашето кутре. Се надевам дека сега ќе го пуштиме малку надвор. Него му е доста најтопло колку што гледа. Да. Ти благодарам, почитувани гледачи, ви благодарам и на вас на вашето внимание што го оделивте да го поминете со нас во ова второ издание на утринската програма Нов ден. Се гледаме повторно утре во исто време. Ви пожелувам пријатен и убав ден.